Почитувани медиуми, почитувани граѓани, дозволете ми да во името на општина Газивава кажам дека соодветно решение за деценискиот проблем со одвивањето на албанската паралелка во основното училиште Петар Петрович Његон го изнајдовме со конечен предлог кој што треба да ги соопштиме на граѓаните и на родителите на село Идризово, дека општина Газивава се залага за трајно решение кој што ќе оди во правецот на отварање на ново подрасно училиште за сите ученици кои што изучуваат на својот мајчин албански јазик во село Идризово. Површината и земјиштето е во сопственост на Република Македонија. Општината ќе изготви елаборат и основен проект кој што ќе го достави до Министерството за образование, со тоа што ќе возможиме услови за децата да изучуваат во една иста во исто училиште од прво до 9-то оделение и на тој начин ќе ставиме крај на деценискиот проблем кој што се провлекува веќе преку 22 години. Ова е трајно решение, сметаме дека навистина ова е соодветен начин кој што ќе треба да ги запознаеме и родителите и ние како општина Газивава имаме исклучително добро искуство во делот на подрашните училишта и на одвивањето на наставата на албански јазик. Тоа се основното училиште 25 мај кој што има своји подрачни училишта, основното училиште Кирил Методи во Страчинце. Ова ќе биде третото основно училиште кое што ќе се изучува на албански јазик. Ние посветено работиме на ово прашање за да не имаме манипулации на дневна политичка агенда, посебно во изминатата недела дена кога бевме од сите загрижени, добро намерни би рекол, а и луѓе кои што сака да ги злоупотребат и децата и родителите за дневно политички цели. Не сакаме и праќам апел да ги охрабруваме сите националистички реторики, затоа што општина Газивава е пример во градот Скопје и во Република Македонија каде гради соживот и навистина сум горд затоа што во овој период ниеден проблем не е случаен на ниту една меѓуетничка основа, ниту меѓу децата, ниту меѓу родителите. Нашиот предлог со родителите и со местното население се договоривме да тоа биде во сабота во 17 часот, каде што покрај претеникот и подпредседател на Социјалдемократскиот Сојуз на Република Македонија господин Мукамед Зекири, представник од родителите и од иницијативниот одбор од населеното место Идризово, сите родители и сите граѓани, каде што ќе соопштиме и што е можно во најбрзо може рок. Нашата обврска е да ги доставиме сите неопходни документи од страна на општината до Министерството за образование, а Министерството спрема стандардите и условите е должно во најбрзо краток можен рок да ги овозможи сите услови изградба и реконструкција на подрачното основно училиште кој што би било изградено од темел во населеното место Идризово. На тој начин веќе ќе имаме најмалку 4 до 5 кабинети за изучување на наставата плюс наставничка канцеларија, придружни елементи кои што ќе требаат составен дел, како и нова опрема за целото подрачно основно училиште. Доколку имате прашања? Да, кај ќе учат децата дека се гради тоа училиште? Оставивме простор да се договорат родителите, ние ќе им овозможиме услови. Имаме 4 училишта во градот Скопје. Конгрес и манастирит, имаме 25 мај, имаме и во Огњанци. Каде ќе одлучат родителите, а општината ќе го превземе обврската да го организира комплетниот превоз на децата додека трае изградбата на училиштето. Се надевам дека што побрзо би било и подобро за да децата се вратат во училиштето, а општината ќе го организира превозот заради тоа што денешниот се 6 оделение, ќе бидат организирани и на почетокот на одење и на враќање на училишниот ден, така да што побрзо да продолжат наставата ние целта, да се вклучат во образовниот процес и да можеме навистина да бидеме задоволни како општина и граѓаните од друга страна, бидејќи тоа законско право мораме да го исполниме.